Почитувани, киднапираната СДСМ се чудат од каде нивниот председател Филипче и нивниот газда Заев се поврзуваат со криминал и корупција. Доволно е само да ги прочитаат медиумите што во Македонија, што во регионот и да се уверат дека двоецот Филипче Заев се шампиони по коруптивни сделки. Ке подсетиме дека Филипче како министер во владата на Заев го спроведе скандалозниот тендер за јавно-приватно партнерство за стерилизација. Од 2019 година тендер за кој и врапците знаеа дека ќе го добие компанија од Албанија, уште само што се распише. Но тоа не го спречи Филипче да го истурка овој тендер тежок 14 милиони евра, што само покажа дека уште тогаш дека на позицијата министер за здравство е поставен од страна на Заев за заедно да ги тераат матните милионски тендери. И наместо здравствен систем за граѓаните, да градат систем за полнење на приватни джебови. Ние, како ВМРО ДПМН во 2019 година, јавно поставивме прашање која е поврзаноста помеѓу Филипче, помеѓу луѓе од владата на Заев и скандалозниот бизнисмен Илир Рапај, кој е тесно поврзан со двете фирми кои се активни на тендерот за стерилизација. Овој контроверзен бизнисмен и неговите фирми и тогаш и особено сега се во центарот на скандали во соседна Албанија за истата дејност, односно концесија за стерилизација. Имено, за овој случај таму се води истрага и отпочнате судски процес во кој офатени се и поранешни високи функционери во Министерството за здравство. Се надеваме дека Филипче и СДСМ прочитаа дека во Албанија е уапсен поранешен министер за здравство за слични матни тендери и сделки, откако во минатата година тамошното антикорупцијско обвинителство започна истрага за концесијата за стерилизација. Дали Филипче стана пратеник за да го користи пратеничкиот имунитет? Дали Филипче и Заев, браќата по корупција и криминал, ја киднапираа СДСМ за да се заштитат од евентуална одговорност? Дали планираа да ја направат партијата заложник за да се пазарат со правдата? И Филипче и Заев треба да знаат дека нема да има пазарење со правдата. Ако постојат докази, секој ќе одговара, па кој и да е, и на која партиска или политичка функција да се наоѓа. Ви благодарам. Прашања? Дали македонската делегација пристигната на НАТО самитот во Вашингтон и кои се очекувањата од самитот и дали е остварено контакт со Атида за евентуална средба Мицкоски-Мицотакис? Благодарам на прашањето. Официјалната посета на делегацијата од владата на Соединетите Американски држави од денес е започната. За сега нема информации за евентуална билатерална средба со Мицотакис. Меѓутоа, меѓународните собери самити се места каде што се применува, односно спроведува современата дипломатија. Неопходноста за нов пристап во заштитата на интересите на своите граѓани, преговарањето, а особено унапредувањето на односите на сите подрачја и собственото меѓународно промовирање во целост го одредува пристапот на владата кон дипломатијата базирана на взаемна почит и насочена кон градење на пријателски мостови и искрено взаемно почитување и добрососедски односи. Ние сакаме да водиме добрососедска двонасочна политика и така ќе продолжиме да се однесуваме и да дојде до таква средба било во оваа или во некоја друга прилика. Повелете? Како го коментирате повикувањето на амбасадорот Фрчковски на консултации во МНР после информациите за тоа како ја вршил неговата функција таму како амбасадор на Македонија во Обединетите нации? Видете, Фрчковски е грдото лице на владењето на претходната власт на СДСМ и ДУИ. Од тоа што можевме во јавноста да го видиме, гледаме дека како амбасадор на Македонија уживал во удобствата кои му ги обезбедил Зоран Заев со именувањето, а во исто време нема отчет како се трошеле народните пари, односно парите биле трошени на непознат начин. Сметаме дека секој треба да биде повикан на одговорност за тоа како ја извршувал својата должност без разлика за кој човек се работи или на која функција бил.
Ви благодарам.